4, например, шпица. 3, 2, 1. Тамир Ямаковски. Така, не е Тамир, не е Тамор. Професор, моментално директор, също така и голман. Три военно, баш како кафе. Професоре, вие да ми предавате на мене на година гимназията история, ако не се лажам, беше втора година средна школа. Много бави спомени имам и много добри импресии имам от вас, и от други професор К по история. Некако имате друг начин на дисциплина, според мене. Спартанска? Това е от историята, гледаш. Не е нищо случайно. Значи, кога учиш веки история и кога си образован, ги знаеш сите финти на, да речем, на дисциплини, на войски, на владетели, на политики, на все това и тук си много големо, да речем, обществена интелектуална предност. За жал... Доминираш над младите. Да, за жал много малко луги мислям дека сваќат важността на историята. На английски имате на фраза, на македонски не знам какво е, вика се Those who do not learn history are doomed to repeat it. Тия ще не са научили историята. Пишано е да си я повтарят. Да. Професоре, за това повторението е майка на знанието. Така. И ще имаше вашата колежка, паметни от Пишова? Да, паметни от Пишова, глупави от памти или така некой беше. Да, най-паметни от Копира. Това е наше от времето. Професоре, значи, вие сте професор, за преска збориме малко в камера за що значи титулата професор и поштование на хиерархия, да речем во общество, да речем училница, школа, или образование, формално, неформално, не е битно какво и колко само то е. Що значи за вас појма како професор титула? Какво значење има? Дали е само како некое, да речем, нещо што требаш да гордееш, како нели само професор, или има некое подлабоко значење за вас? Иерархиско, да. Това можем да ти кажем дека уште млади години моята майка беше стручен наставник во медицинското училище. Това беше една от главните мотивации. Само го поблеско, можеш не. Главната мотивация, поради която и аз сами останав професор. Добро. Во това време да бидеш професор беше нещо неприкосновено. Значи невероятен имидж, статус во обществото и луѓе кои што едноставно со своето знање пленеа да стакаш, да посакаш да бидеш и ти самиот нешто во живот. Толку многу знаеа, толку беа начитани, толку можеа да ни пренесат, но начинот на работа беше сосема различен од тоа што е сега и од тоа што беше во тоа време. На кој начин? Значи, денеска да речеме со интернет технологијата, секоја информација на учениците име на дланка. Во тоа време професорот беше за нас се. Прво, закон, како што кажат, дисциплина, ред и се, а другото едноставно енциклопедија од која што можеш само да црпеш информација и да научиш нешто за живот. И гледајќи го тоа и начинот на која што мојата мајка и слушајќи му обети како за неа се збореше, која била, што била и кај мене вдахна една желба и јас да бидам, нели, и на професор. Да. Имав прекрасни наставници почнувајќи од основно образование, па после и во средно образование, ама од сите, нели, има посебни луѓе кои што може да те пленат. Значи, кога веќе вие ме спомнувате мене, јас ќе го споменам мојот наставник во основно образование Лазов Саво, значи кој што ми беше типичен пример за професор, у стилот да доминира над групата, да им укаже на деца пристап, значи нешто фасцинантно, во кое што ако слушаш, ќе научиш и на самиот час. И ми беше толку интересен и занимлив, можеби нели за некој беше и со стравопочит кон него се плашеа дури од став и од се, ама јас искрено од него ја засака и науката и посака дури да бидам и професор по историја. Имав уште еден пример, неверојатен професор, Милица Прчкова по географија, значи тие беа моите два омилени предмети кои што еден со друг се подударат. Географија и? Да, географија и историја. Историја, добро. И тие двата ми беа водичи за тоа како треба. Значи едениот со својот став, значи принцип на работа, да речеме железна дисциплина у стилу на Бисмарк или спартанска дисциплина во редо на старите грци, а од друга страна наставник кој што како втора мајка можам да кажам со пристапот кон вас, со желбата и начинот да те натера да седнеш да
учиш. Едноставно, видувајќи како тие луѓе работеа, да посакаш и ти да бидеш професор. Да, И заради тоа отиде и гимназија, ајде викам ќе одеме природно-математичко подрачје, значи викуваш во една нова средина кај што имаше неверојатна конкуренција, супер дечки со кои што имаше надпреварувачка атмосфера, во која што гледаш секој ден да бидеш што е можно подобар и подобар. Јасно. Професори кои што подготвени секој пат се да дадат од себе за тебе, да ти помогнат, да те научат да станеш нешто во живото, за кое што, еве, ден денеска сум им благодарен на сите. Значи, ова го кажувам посебно бидејќи тој момент ми беа професори, до пред некое време колеги, а сега еве работата се смени, да дојдам јас да бидам, еве, вие кажате директор, јас сум вршител на должност, значи ВД директор. Една од најинтересните фрази што ја употребувал Цезар, а после јас ја употреби кога дојде првиот ден во гимназијата, беше дојдов, видов, тој победил, ама јас се вратив како нивни колеги. Така да малку се насмеја, нели, луѓето што ме познаваат, сванаа што сакам јас да кажам, ама, нели, едноставно во денот тие луѓе, кои што ставија длабок впечат кај мене, и пред се спомнате вие начинот на кој што се изграде професоро, морам да кажам, неверојатна професорка по наставата на методика по историја Виолета Ачковска, во Скопје на Универзитетот Кирил и Методи, направи од мене да бидам тоа што јас бев како професор, нели, не само на тебе и на многумина, мислам дека сум им оставил позитивен впечаток и се надевам дека е така. Ако сум сгрешил на некој, сигурно не е било намерно, нели, работата или е не е така било се со лоша намера. Не е со лоша намера, затоа што како човек сум таков да давам можеби и со лоши примери, да ви дадам школа за тоа што натаму во животот може. Да, но колку работи сме кажале, нели, во го правам за твое добро или за ваше добро, нели, на децата викаме за твое добро, во го правиме тоа, го правиме или... Поентата е во ваша возраст не ги гледате работите така како што ние ги гледаме или да ги жуваме. Кога ќе помине времето, ќе сватите што сака човек да ви каже. Фала Богу, да ги гледаме, тогаш нема да имам потреба, нели, од да речем некој пат. Точно. Да. Затоа како кажуват, искуството е најдобар учител. Да, на вас Вие може да даеме знаења, ама живото е тесто кој што треба сам да го полагате. Чеки се малку ме замислувате, место јас да ве прашувам вас, вие се замислувате, некако вртаме на топката. Ако ништо лошо. Тука сме да одговориме се што знаеме, има прашање кое што некаде може и да заглавим. Па може и до такви да дојдеме, тоа ми е целта, мислам, тоа ми е идејата. После може да кажем, има една многу интересна сторија од еден филм, може би си огледал. Од кој? Враќање во иднината. Back to the Future, да. Гледам гледано, кој што се враќат со Долеро. Доктор Емет на крајот на филмот што вика, откако вика патувавме низ времето и направивме се, вика сега ќе се почнеме да се занимаваме, вика, со најголемата мистерија на универзумот. А тоа е? И Майкл Џи Фокс вика, а што е тоа, доктор? И овој вика, женскиот ум. За кој што нема решение. Мистерија. Сакаше да ја прашам, мислам дека и моментално професорка по историја во гимназијата Барбареова е исто така би била професорка на вас, така? Да. Тоа беше на Скопје 2 години. И како е мислам, какво е чувство? Зашо почна на литература? Јас слушам вас и почна јас на литература. Добро, јас се трудам, правам некои... Не, извинувам се, враќам се на штипски. Стандардно да кажеме, нели? Па после на штипски ударим. Да. Тешко ми да се навикнам сега, нели? Сум гледал толку време како ученик, па ти ја зборам како нормално стандардно, а сега, нели, на емисија треба да бидеме. Па ја прво кажам со другите дечки и девојки што снима, некој па на штипски терами многу е по сега вака срам ме фаќа некој да зборам штипски, ама не е битно. Ја се трудиме. Сакаш да прашам какво е чувството да снимале, нели, професорка во ваш смисол и после некое време да бидете колеги или да бидете, да речем, на исто рамниште или осеќате се дека сте, да речем, некој начин сте надминале, не интелектуално, туку како научиле сте, не исте, нели, што викат, ученикот го надминува учителот на тај начин. Дали имало некакво такво чувство, пошто така специфичен пример, нели, да ти биде професор и после да бидете колеги? Какво е? Па овака, интересна динамика. Уште кога бевме трета година, мислам дека професорката свати која ќе биде мојата насока во колку е саато. Колку е саато. Бидејќи сеќавам се еден час доаѓа професорката, нели сега моја колешка, и имаше проблеми со грлото.
Баш се работеше за една много интересна тема около периода на француската буржуазска революция и особено после француската буржуазска революция и появата на Наполеон Бонапарта, що мене ми е един от най-фасцинантните ликови в историята. Добре. И сега и аз, например, историята я учев 5 лекции назад, 3 лекции напред, независно от това, що предава професор, аз се знаев. И дойга професорката Види бе техники, види техники, види. И вика професорката, ме боли гърлото, не можем да предавам. Вика, читайте вие, па после ги разкажуват. И аз велам, Пески вика, може ли аз да разкажем лекцията? И колежката Барбара, това професорка само гледа зачудена, вика, айде, повели. И аз премен с пълна желба, викам, чекай сега аз да покажем кой съм нели момента да го изкористим, моите 5 минути. И почвам да разкажувам едно по едно и професорката само лака, остана с подотворен уста, вика, мали, ко си ти? И мислам, дека уште тоа беше јасно, нели, каде е мојата, нели, кој сум јас, што ќе бидам и имаше жалби да ме прате на надпревари се во 4-та година, ама не, тогаш младост, лудост, матуранти, тие работи баш се совпадна и немав доволно време и не отидов. И ден денеска жалам, бидејќи мислам дека сигурно ќе бев таму меѓу топ 5 во Македонија, ама не, живи и здрави, времето мине за да не е битно, се каваме на тој да збореме, ама нели, днината покажа дека навистина сум бил нешто. Велам, можем да кажам, благодарение на тие луѓе кои што ти дават мотивација во животот да се пронајдеш себе си и да постигнеш нешто, мене ми е чест што после станав и нели колега со професорката и човек кој што ми помагаше цело време. Значи несомнено за било што и да е толку несебична, толку колегијална, да кажам, толку соработник не виде, значи тамер ова, тамер вака, ова ќе видиш ученици, дали се работи за распределенија лекции, начини на предавање. На некој начин некој друг што е надвор од фамилијата твоја да работи на тебе. Да. Долгорочно збор. Толку несебично за било што и да е, и особено па после мене ми беше чест и вистинска гордост, па јас да бидам професор на нејзиното дете. И тоа кога разговаравме со неа, рече вика, јас сум му мајка, ама ти ќе му бидеш професор. И поголема чест од тоа, значи човек не може да дочека. Значи и мене ми беше апсолутно мило да го учам нејзиното дете. Значи човекот кој што мене ме насочи тоа да бидам јас што ќе бидам, сега не е тој историчар, ама важно ми даде во раци нејзино дете кој што треба јас да го гледам и да го учам. Мене ме многу фасцинира, те баш и сега гледам начинот на кој што збориш, начинот на кој што предаваш лекции, начинот на кој што збориш вон лекциите, да речем, надворот материјалот што треба кој ни остане време или кој оставили некој пат, некој час сме оставили денеска само ќе збориме за некои за актуалности, ќе збориме не политики, ама актуалностите за на некој начин тоа ви е убава финта да останете го тренд со младите, да ги научите што се случува, кои песни се пеат, кои се што е нешто најбитно, фрази кои се вртат нели од тинеџерските води тука да речем, пошто секој пат нели вие раснете, ама ние тука се дружиме и ја гледам од година на година да речем излезат некои нови фрази или некои нови зборови изрази што за постарите ќе бидат збунувачки. Сега многу пати мислам дека имам примитено, оставете нас да се позбореме, оставете са не нас туку пута 7 класа, пута не знам колку класа, нели, на колку класа предавате и тука некако многу меша да се да речем на некој начин со младите и гледате и тој помага на кој начин да нели на некој начин да допреш до нив, значи тоа е многу битно, значи тука да се врнам само на поентата дека многу ретко луѓе да гледам вака со кој ентузијазм, со кој љубов, со кој карактер го зборат нели за тоа што го работам, пошто мене ако нешто највеќе ме така нервира, го демотивира во животот кога што гледам луѓе што се не мизерни, ама не се срекни со нивната работа или не ги задоволува тоа што ги работи, значи многу ретко и тука треба да бидеш и среќи и да знаеш, малку треба и среќи и многу работа и да знаеш нели што те влече, што не те влече, да мислам дека вие сте така еден пример што баш за тоа ве бивало, не мислам верувам и за многу други работи, ама баш за тоа сте осакали и се посветиле и за тоа мислам дека сте исклучителни. Сакаш да прашам те баш сега вака преска спомнаваме со нели со како сте предавале лекција, кога сте предавале лекција на часо, има уште една друга случка што прескаме, нека не ми ја кажувате кога се видиме, кога збориме, и на нас никој ми кажувал на часо, мислам дека многу луѓе ја знаат, ама сакам да слушнам пак за луѓето сега да слушнат,
приказката за владетело со многото имиња. Мислам дека знаеш, а да не кажувам, ќе да оставам тоа ти да си кажеш. Да, значи има ситуација, особено кога учиме прва година и дојде дело периода за Римската република и триумвирато. И сега таму има Триумвират, извини само прашам, тоа е? Триумвират. Тоа е тело, орган кој што е создаден во рамките на Римската република со цел да се зачува Сенато и самата република. Луѓе кои што првиот триумвират е таен, соработуваат заедно Гнеј Помпеј, Марко Краси, Гај Јулиј Цезар или Кајсар. И со цел да се одржа позицијата на Сенато за никој да не ја узурпира власта, бидејќи и тројцата биле познати. Сега Туку мало со главата, тај што чита. Да. Поентата на целиот мовет е дека ги има и со македонски, нели напишано, ама ги има и во латинска транскрипција. И сега пишува Гнајус Магнус Помпеј, пишува го Марсиус Лукиус Красус и Гај Јулиус Кајсар. И сега учениците име на нив тешко да кажат со три имиња, нели? Сега ние сме Тамер Маковски, Милан Димитровски со подвечки се и кога ќе земе со три име многу тешко. Така. И јас викам, ајде сега кажи ми ги трите имиња. И ученикот, ама професоре, не можам, многу е тешко, не можеш да ги запамтам. И викам, ако тоа ви е тешко, викам, тогаш ајде да видам, запамтите го овај. И викат, кој сега што ќе каже професоро, и јас сега нели историја предавам и кажувам. Професорот Тамер, викам, оди втора година, последен испит, викам, историја на Византија, најтежок испит, викам, заплашија не сите, страв трепет, викам, ако положиш, минал си факултет. И викам, 28 ноември 2005 година влегуваме, викам, тројца колеги и довлечеш прашања. Нормално, дава професорот, на ние има 3 прашања. И едно од прашањата беше Византија и вториот крстоносен поход. И сега, освен шаблоно, што го учиме, нели, што ни ги дава професорот, скрипти и плюс други книги кои што надминуваа некаде околу 1300-400 страни за таа испит. За еден испит? Да, за еден испит, толку историја на Византија. Не се почнува без Ѓорѓе Остроговски, значи историја на Византија 760 страни, плюс другото. Така да тоа треба да го знаеш како Библија, оче наш викат. И одеме на прашањето и доваѓам јас, второ прашање ми беше тоа, Византија и вториот крстоносен поход и сега се кајќи да му се покажем ја на професорот колку сум нели научил. Добро. И му викам, вториот крстоносен поход започнува поради освојувањето на градот Едеса од владетелот на Мосул и Алеп, муслимански владетел. И професорот се врте кон мене, нешто си работеше на компјутерот, и се врте кој е тој, вика владетел. И јас му почнувам Атабей Тогрулбей, Бахлаван Джиха, Набу Саид има дедин Зинки и Банак Сонкор. И професор само кој што гледаше во лаптоп и само се врти и вика, ај колега, премине следното прашање. И викам сега, значи, кога можам ја да научам владетел с 11 имиња, да го фасцинираш нормално професоро. И одма цело прашање кое што се однесуваше може сигурно на 20-30 страни кои што треба да ги раскажуваш 5-10 минути. И јас ги скрати со 15 секунди, ама човекот со 11 имиња. Да, ама да им покажам на децата дека човек со 3 имиња не представува никаков проблем. Ако сака, се може да се научи, така да уопште не е. Да ти кажам, ако кажувате оваа приказка, туку прва, втора година, да, кога беше? Јас прв пат помисли дека почнате турски да зборите. Така, нели, длога реченица, викам се, шо, така, не знам дали слушаш, дали слушаш баш шо зборите и викам, шо викам сега на нешко на турски, викам, може кажу некој поговорка, оно било име со, мислам, нели, со 11 име. Иако може да прогуглаш, ќе го најдеш како има дедин Зинки или Зенгхи, зависи како е се тоа Ибанак, значи син на Сонкор и сега мора тоа да го пишува и сега другите напред се титули Атабей, Тогрулбей, се по поколенија оде и тоа е секој официјално писмо, транскрипција помеѓу владетели, Емир бил тој и има сега помеѓу нив и се оде на тоа, почнува јас. Горе, значи нема здраво професоре. Ама не оде дека он го пишувал, дали си имал своји писари. Да. Он само кажува и тој знае, пишува и кој ќе пише 5 реда цели и после. Знаеш од кој иде, јас ти давам наредба тоа и тоа да направиш. На пример па тука ќе кажеме ситуацијата со Сулейман Величенствениот, па тој кој пишувал па да речеме во османлиската историја, историографијата има ги запишано нели неговите наредби и кога почнува јас тај кажува син на тој, внук на тој и после почнува владетел на и сега мора да ги наведе сите земји. Ова, таа, стварно? Пета, 10, тоа нема краја, дали
6 милиони квадратни километри зафакяла неговата територија, факяла 3 континенти, сега замисли колко писмо, Фернан само кој сум јас. Затоа ли е на многу те примери цртани или некои филмови кога го пушта тоа писмото да го нели да и сега тоа по земјата се влече. Леле, да, сега ти е јасно. Ако е стварно тоа е една од работите за кои што цел живот ми е бил лага, сега викам што толкави писма или што е било. А денеска наведува кој денеска тоа се свидува се на здраво професоре. Да, Нели, за жал. да. Или здраво директор. Па зависи, не, сега Зависи. професор, еве вчера например шетаме нека сутлако, Мгм. темно, 21 часот и милени ученички и вика добар ден. И сега за кој. Да, викам за кој како јас се смеам, викам нели кога ме видат може помислат сонце Да. ги огрее. Да. Сакаш да прашам преска само на брзина некој поминаваме за друго зборевме. За тоа на- кој сум јас и како човек треба да стане за да биде професор. Ќе ти кажам нешто прво. Спомнаме ја професорката Ачковска, неверојатен лик, позитивен, значи човек кој што ме направи професор како што Мм. влегува и првото влегување насмевка од 6 до 6. Здраво, како сте, шо правите? И ние гледаме сите вака, викаме си, оле професор на факултет, бидејќи сите други бели, нели, возраст над 50-60 години, доктори на Да. науки. Толку релаксирана, толку опуштена, начин на предавање, ево ти кажа прво имаме си 5, 7, 10 минути му обед. Да. Значи сите не знаеше по име и по презиме. Секој знаеше дали има девојка, дали има момче, ќе те праша, нешто си ми ти, таже, нешто вчера, ќе види некој поспам, вчера си бил ти на забава, доколку си било. 5-10 минути ќе направиме уве со сите, ќе дознае кој што како е и Да. после. Кажаме ли си што имаме, како има, може ли да почнеме, може, ако има некој да додаде, нема. Ај. Значи, првиот пример го следаш од неа. Да. Влегува насмејана. Вика, мојата насмевка, вика и оси ја вика на насмевката на учениците, треба да се гледа вика на вашите заби. Вие сите имате проблеми. Проблемите ги носите у куфер. Кога дојдеш пред школата, вика, куферите ги паркираш. Кога ќе улезеш унатре, дигнеш главата, насмевка. И вика, децата се тие, вика, што впиват енергија од професор. Каков си ти, такви ќе бидат децата. Сега, другото беше. Професор се раѓа, а со текот на годините со искуството, само се усовршува. У стилу, нели, од секое дрво, свирче не бива. Да. Начинот на кој Аха. што тоа ќе го направиш, нели, ти можеш да се подготвиш се, да учиш, да бубаш деветки, десетки. Ама кога Да. ќе дојдеш да работиш со децата, наистина треба да го имаш пристап. И сега, например, ние сите така колеги се гледаме, знаеме кој колку учи, како може, Да. ама кога дојде практичниот дел на наставата по методика и кога требаше и основно да предаваш, и да предаваш у средно, кај што ти, ајде да речеме возраст 23-4 години, треба да се врнеш на ниво на деца на 10 години. Да. Значи ти треба и да внимаваш прво на вокабуларо, начинот на кој комуницираш, Да, секоја да. гестикулација, што како ќе направи, Да. значи сето тоа, нели, read my body language, сето тоа влијае кај тие деца и како го они сите тоа доживуваат. Мгм. И заради тоа, точно, и децата ќе те восприемат. Ама како се мине времето, нели, зашто се ти косе побелеле друга, може би ќе се смее целата ситуација и овде со мои соучениците. Да. Ама најважното од се е едноставно да се симнеш на нивото на кое што размислуваат учениците. Едноставно јас кажувам со нив сум вечен тинеџер. Аха. И што ми е најмило и за тоа ти кажа, пратам ги трендовите, слушам музика, да уpoтребам у некој контекст, Да, некој да. стих, било што како. Ево Тука е многу песма, интересно. Да. Кој сум јас? Да, Сум јас интелект. сум интелект. покажи. Леле што сакаш да прашам, се избегај мислата. Да, јас сум мислел дека имал сум некоја мисконцепција дека порано се биле многу строги, мислам, биле се многу построги професорите, ама не се имале никаква блискост Да. со мислам, не знам дали мисконцепција, ама по во вие што ми ја кажувате, нели, 10 минути мобет пред тоа, мислам дека не знам, било ли построго порано со постари професори или мислите дека некој Преска го напомена тоа, значи ние влегуваме со неверојатна стравопочит, значи во очите на сите тие гледаш ти професоришта, Да. значи луѓе кои што дека се не подготвени. би рекол дека е толку. Да, не дека сега и младите не може да кажеме дека се професори, значи прво минеш стадиум на обука, факултето учиш, едуцира се, на секому треба да му се даде шанса, нели? Ама системот на образование беше таков кај што страф и трепет беа и професорите не смееш да мрднеш, ако мрднеш одма те испрашуваат. Така да сега е многу полагодно и јас што викам на учениците им викам преку забава и песна и историјата како предмет ќе се учи. Да. Мислите ли дека дека порано, да речем, на факултетите пред
30, 40, 50 години, да речем. И дори пред 20 години. Мислите ли дека е било потребно много по-големо ниво на знаење, по-голем квалитет, да речем, на знаење и со тоа се влече квалитет самото образование, него ли сега у днешно време? Јас само еден пример сакам, ако оставам да говорам, само еден пример сакам да кажам, на мене дедо ми има кажувано една приказка. Он е завршил електро. Ама електро да завршиш у 60-те години, тука рани 70-ти, и електро да завршиш сега, мислам, нека сега е лесно, ама тогава мислам дека е било, значи електро да... Знаеш дека може ли се на края на годината 5 души да поминат? Толкова? Не се знало дали има капацитет, дали му, че било много по-ригорозно. Он е живял от тркање и е пътувал дори всеки ден со точок до Кочани, за тркање Кочанско на едно, не знам колко, неколко километра от Кочани, 4-5 тука некъде, и всеки ден пътувала или за Щип, мислам дека, не ми тъкнока, мислам дека за Щип е пътувал. Знам дека много имам пътувано со точка на дома. И ми кажува за некој предмет. Ама тоа доста да говори, со точок пътува. Со точок пътува, да, значи со точок, да, ако сакаш се може, да, и пътува. Не е имало автобуси, коли, нели, па за касни автобус. И кажува ми, само да скратам, за некој предмет закале 10 учениците. И сега ма некој ептен тежок предмет. Значи дури тогава не е непознат некој нов предмет. И сакале за 10 и цело време професор ги питал 8-9. И отидели 3-4, некој професор, еден ден у канцеларията, професоре, зашо, вика, не може, вика, 10 да извадаме, знаем, буваме. И он ги погледна, вика, вика, мръщ, вика, деца, за мен предмет, и аз не знам за 10, а не, вика. Да. Мислам, таков некој. У контекст на Марбето, аз ке ти кажем една история, улаваме история на антички македонци. И имаше до мене един колега, што сварно беше добро научил. Немаше, значи замерка не можеше да му се најде. Да. И обяснува си, разкажува си, прашање, одговара си се и професорката го гледа и вика, и браво, вика, научил си, вика, за 10, вика, ама вика, не може да ти ставам 10. И сега, знаеш, в момента, когато му кажеш, ти на студента научил си за 10, отлични отговори, да. Дига се горе, величество. И му вика, не може да ти ставам 10. И он новена. И веднъж гледа, вика, защо професорке? Вика, па види, вика, ако ти ставам 10, вика, той е, вика, како да знаеш како мене, вика. Ти не можеш да знаеш како мене, аз съм, вика, доктор на науки, за да ти ставам 9. Вика, задоволен ли си сега, не смееш да речеш не само ти. Пак и предполага. И за това трябва да видиш стрекани с това, што добиваш. Да. Така да има много приказки у дело на професори кои што кажуваат дека студентите, нели, и порано биле страшно, значи, ајде не речем малтретирани, ама приморувани да учат, значи се да се знае, ситници, значи имаше некој прашање, аз спомнаме го Лико со 11 имиња, ама имаше на еден испит се сеќавам баш на историја на Византија другарката што беше до мене колешката, ја праша учените луѓе какви наметки носиле. Бојата на наметката каква била. Оти таму, според бојата на наметката те карактеризира тебе. И сега зависи у кој дел од општеството си мора бојата да ја знаеш. Сега, значи, и такви ситници, детали, ама, нели, малите работи да справат света голем. И сега, ако сакаш да учиш историја, работата е у ситниците. И да речеме, кај нас може да се заглави на такво нешто. Мене прашање ми поставија, кога се бориле Михаил Шишман и Андроник Палеолог, што носиле војниците на копјето. И сега ти размислуваш што носиле, а они имале претходно подпишан договор за ненапаѓање. И на копието го носиле договор за ненапаѓање со кој што сега ние ќе ти го врачаме на тебе. А ти нас не напаѓаш ако е подпишан договор. Значи сега треба ти да размислуваш што имал на копието. А ти го гледаш што има на копието има острица, што не може да има, друго нема. Бајонета. Ама гледаш, треба да знаеш дека го носиле договор кој што бил подпишан за ненапаѓање меѓу двајцата владетели во тој период. И сега си викаш и види до кај може да оде работата. Така да е интересно, ама веќе времето се менува, начинот на студирање значително се промени. Тогава не е имало, порано не е имало, мислам многу да речем плашење или размислување на што е било тоа, кој е била, нели, таа цената што ја плаќаат студентите со ментално здравје или да речем, нели, менталното здравје или такво или притисок, депресија и тука такво. Не, тоа е било научно, порано е било. Интересирало, мислам дека е било стило ко преживи причаче. Да. Значи, ги кажам, ние се 60 души запишаме на историја,
од 60 души како почнаваме полечка да не снемува на крај на таблото абсолвенти 23 беме. Значи за 4 години една третина само да. остана. Да. И затоа викаме, нели, на крај се смееме, only the strongest will survive. Баш така. Да, и затоа, нели, ко преживи причаче. Да. Ама добро, значи, да, нели, има различни ситуации, сам спомна и со точок да доаѓаш и финанси, и си упрашање, и желбата, мотивација се губи со текот на годините, така да зависи од посветеноста Така е, на, па затоа викам на човек што сака да биде. Некој не се пронајде прва година, па го смене факултетот, така да. Да. Има многу причини, има кои што може да влијаат на тоа да, не, и погрешно да избереш професијата, па и да се сменеш, па после и кога ќе завршиш, имаше еден колега, вика, во не е за мене. Значи влегува у просторија на шестоделенци, вика, главата толкова ми стана, вика, уште Нема првиот шанс. ден. Да, и така да, не е лесно, значи, можам да кажам дека треба упорност пред себе, споменав го делото, и значи, во тоа време сите биле посветени, или ќе успееш, или ќе паѓаш доле. Ама сега денеска како дојде со задолжително средно образование, мислам дека факултетот има ученици кои што рекле дека полесно е на факултетот колку гимназија да викаш не третирате секој ден. Така да не да ги омаловажувам Да. високообразовните институции, Тоа ама си е може да кажеме реалност. дека опадна нивото на кое што оде, особено со воведувањето на новите реформи. Порано еве историја, да речеме, ние одеме се тет-а-тет, седнуваш испити од 4 очи. Поентата беше како ќе бидеш професор на деца, ако пред професорот сам не можеш да му одговориш Да. у очи на него да му кажеш. Како почнаа колоквиуми, системи на полагање со заокружување и такви работи, мислам дека Да. постепено се изгуби време. Значи многу полесно се учи, многу полесно можеш да дојдеш до добра оценка, ако сакаш предполагаш, ако сакаш не. А кај нас, мислам, од 24 испита, 23 беа така, Така, гледаш у 4 очи, тројца колеги, шпилу карти пред тебе, ти се отвори и влечеш едно прашање и шот се падне, тоа. Посебно со заокружување, нели, прашање на заокружување, мислам, нели како беше најниска форма на нели, како беше, на оценување или на нешто. оценување, 20% Така нешто. од целокупното знаење. Па тоа ти е АБВ и заокружи си што ти сакаш. Дури имаш 30% шанса да 33% шанса да 33% победиш, да погодиш. Да погодиш. Преска спомнате Бонапарта, омилен лик. Дали ја убаво чу? Омилен лик или еден поомилен лик? Еден од поомилените, има ги неколку така. Спомнувам му Најомилен лик од историјата? Ханибал Барка. Ханибал Барка. Барка, да. Картагински войско. Тој бил? Втора пунска војна. Јас немам, изгубен сум. А добро, јас ти предавав втора година, маш памтеш за Ханибал. Не, јас за Наполеон сме предавале, за Ханибал да сум те предавал, сигурно ќе ти е текнало латински Ханибал Антепортас или Ханибал е пред вратите. Ханибал, да, Антепортас. Добро, сега могу ми текна. Ќе те рефреширам со меморијата. Не, пробувам да се сетам, ама не, тоа е било на територија на Значи Картагина, денесна Северна Африка, Тунис, Алжир си имала територија и човек кој што се заклонал уште на млади години, татко му го тера да се заклоне пред Бог Баал, дека ќе биде вече непријател на Рим. Поставен за гувернер или управник на територијата на Иберија, значи денешна Шпанија, Да. и влегува у конфликт со римјаните и наместо да чека војната на тло на Картагина, креира еден потвор што до тогај никој не го е превземал, нешто у стилу на нашиот Александар Македонски, да тргне и да ги нападне римјаните на нивна територија. И познате по походот кој што тргнува со некаде 40.000 војска и слонови кои што минува низ Шпанија, Пиринеите, Франција, мине реката Рона и го чекат кај денеска Марсеј, тогај Масилија го чекат римјаните и за да не се конфронтира со нив тргнува северно и ги мине Алпите, значи заобиколува фронтовата линија. Со слонови со слонови, со стварно? све, да. Па еве да си бил ученик прва година, ќе сум ти кажал една многу интересна приказка. Кога минувале низ Алпите и мало одрони, премино кај што бил, значи бил со одрони на Карпите и не можеле да поминат никако. Добро. И сите се разочарале, дека толков пат минале ќе мора да се враќат назад, ама Ханибал не се разочарал, седнал си и почнал да мисли како да ја сруше Карпата. Сега збореме ние за 219 година пред нашата ера, кај што нема такви технолошки достигнувања како денеска да срушиш Карпа со машина. Да. И му текнала идеја, значи целокупното вино што го имат и вода, нели и од таму што се топило се, почнат да го стават на Карпата. После тоа наредил дрва да стават под Карпата и да ја палат. После па истурат вино и вода, па става и ја пале Карпата.
Систем топло, ладно. Карпата Стварно? се събира, се шири и накрая пукнал. Слоновите ги разтръгнали остатъците, поминале. Стварно? Значи, трябва да видиш гений за такво нещо да Не, направиш. трябва да дойде Зор. Па, ке те натера да мислиш. И то не да размислуваш. И мислам дека после, нели, фасцинантен е начинот на кој што римската легија тоа време веќе почнува да доминира у војниот свет, успеал со своите ибериски војници, плюс нели галски сојузници, у неколку битки да ги страотно порази, и тоа со неверојатна тактика, значи да го намаме противнику в заседа и при тоа да униште голем дел од римската војска. Особено ви е фасцинантна битката кај Кана, 216 година на 2 август, значи тактично, после е искористувано неколку пати низ историјата, значи поставувајќи фронтова линија права, у средината поставил послаби војници, а на крилата поставил многу добра војска ибериски копјаници. И како римјаните притискале, се повлекува у вид на полумесечина. А неговите коњаници биле подобри од римските, успеват да ги поразат и фактички создава еден прстен у кој што само коњаници ги заобиколуват и фаќат 8 римски легии. Тоа е еден од најголемите порази на римјаните, некаде 50 до 60.000 луѓе се загинале таму. И после излегува изреката Ханибал анте портас. Ханибал е пред портите. Ама не се осудил никогаш да го нападне Рим. За разлика од Мехмед II. Не Рим, Константинопол. Па не ли си били под Римска империја? Тоа време Константинопол. Римска империја не, Мехмед II и 1400 година. Не. Много разлика се. Не, у Рим се биле владетели. Цариград или Константинопол е сметан како вториот Рим. Добре, сам, пошто јас се гледа, нека избориме, на Netflix имаше на серија баш за Мехмед II и баш ме подсети сега за Ханибал. Татко му шо оставил, шо го натерал да се да биде вече непријатно на римјаните. Хамилкар. Како? Хамилкар. Да. Брат му Хаздруба. Арно ги памни едно по едно. Историја, љубов. И сега знам за Мехмед, мислам јас многу лошо ќе го кажам. Мислам, ќе кажам нешто, нема да кажам, ќе изоставам некој детал, ама некако накратко Мехмед II млад доваѓа на тронот, како прво многу помлад, татко многу младо го остава татко му и 34. 1444. 1400. Лесна година за бутања, не ти е бро. Многу тешка ситуација доваѓа, империјата ја напаѓа тога и може да кажеме обединети војски на европските држави кои што тргнуваат у крстоносен поход. И тога е битката кај Варна и едва успеват да победат, ама увидувајќи дека момчето не може да раководи бидејќи стварно дете, го враќаат татко му Мурад II до 48 и после како доваѓа веќе на власт 51 и станува веќе и добро подготвени се и начитан, научени и има само единствена мисла да го освое Константинопол друго. Е тргнал со таа замисла, тргнал со голема војска, беше баш убаво, многу убаво депектувано на серијата како наидел некој унгарски инженер, така ли, унгарски беше? Да. Така, значи нешто како погледам нешто така, знам дека нешто дали ќе помине некоја година така. Унгарски инженер наоѓа да направи топ, значи топ еден или повеќе топови до сега не направени у тај голем размер, значи за нешто за да може да ги струши тврдините на да речем ѕидовите на Цариград, значи Цариград биле несовладливи. Да, значи никој пати осмалиите имат пробувања. Така. Само се одбиват човека од ѕидови. Така, значи они се биле многу стратешки поставувани, се биле на, да речем, малку како каскадно поставувани, повисоко, се биле, имале се 3 слоја и сите 3 слоја се биле, мислам, 3 слоја, ако не се лажам така, и на сите 3 слоја имало, не знам, некои различни механизми на дефанзива, ама нели додека дојдеш па скршиш првиот слој или додека пририпаш првиот треба паднеш доле, па на вториот и додека веќе качиш, симнеш се, веќе од тука многу начини на обсада, за напад на такви тврдини, ама имало и многу начини на одбрана. Тоа е поинтересните, ако спомнавајќи инженерство и подкопување на ѕидовите, значи во тоа време од голема далечина копат, дојдат до темелите на ѕидот, поставја се големо количество на барут и се запали и експлодира и ѕидот се сруши и после веќе лесно јаничарите да пробиват. Да. Ама у 2 наврати како што пробале да копачите да ги најдат, од озгоре се гледа од прилика на кој дел се копа
исто доздоле и бранителите на копат. на кој начин ќе гледат? Па се гледа земја така да отприлика оде пропаѓа, планира, значи нема како денеска да одржуваме ние константно ниво, значи гледа се тоа анализира. Значи мало луѓе специјално поставени да слушаат. Да, леле, гледат, имаше има и во серијата, ама има и многу добар и во филм, серијата- Фатих, ако си го гледал, Не. или 453, значи многу добар и таму е баш доловено опсадата како се ама одвива у серијата знаеш ли што има? Има сцена, сега ми такна, има сцена кај што стават кофа со вода. Или мислам, кофа со вода се оставили и гледат само на дали вибрациите, така нешто. И мислам дека дали кој е пробивано или неделе се кај копат, на крај фрлат и дали некоја граната, дали некој барут, дали нешто пал и унатре. Да, и тоа покрие да ги така уништи. сега ми дигнаа Точно, сцената точно, многу интересно. И Добро, ама тактички да речеме сега на сон му се јавува, нели, тоа легендарен приказ сега. Аха, сигурно. Да. како да успее да го освое градот, затоа што опсадата, нели, и покрај големиот топ кој што му требало многу време да се наполни и за да испале Да. нешка, дури по цел ден-два требало да го наполнат и после го дулето само да се става. врзувале. Да. Сонил он, значи му дошло на сон, му кажале како треба да го заобиколи Синџиро околу Златниот рог. Значи градот бил снабдуван по море со намирници, Да. и луѓето у градот можеле да си се снабдуваат, плюс и со војска, плюс и со храна, така да немало проблем. Да. Ама од како му се сонило, значи има еден страшен потвор, значи со кој што се гордеат, имам баш ко беме на одмор у Турција, имаше една слика како на ридо што е направен таму, значи војската била натерана прво да ги исече сите дрва, па сите бродови со јажиња, значи одоздоле ставајќи ги дрвата, тркавалајќи ги нагоре да ги превлечат преку брдото, за да ги спуштат доле од и на Златниот рог на почетокот имало поставен голем ланец со кој што бродови не може да улават. Да. И фактички, што ги префрлеш ти бродовите внатре, изутрина кога се појавиле бродовите пред Да. Самите византици, они не знаеле веќе што да Не прават, се тоа очекувале. многу полесно може да ги бомбардираш со тие бродови. Да. Значи може да си помислиш на огромна височина да земат луѓе и да ги... Филмот има многу интересен. Еден од Како шака се вика Фатих 1453. И Фатих е освојувач на Турција. Својвач. Да. Мехмед втори освојувач. Аха. Мехмед Фатих. И на крај после 2 недели или 3. Не, два Помисли, 4. Колку беше? 4, да, 4 недели на опсад со константно со бомбардирање, со 29 мај. со неколку, мислам дека повеќе 3-4 така масовни обиди за се и на крај дури со не се у серијата депектирано како држа некој на нели со последните сили како одеме и јас сумирам со вас некој. И ако нели успеале да пробијат и има интересна сторија за тоа што дженовјаните им помагале многу на византиците, Да, има на еден византиците, лик да. Джустинијани Да. кој што бил ранет и веќе кога сванал дека нема што тука битката е изгубена и како се повлекуваат дженовјаните и почнуваат и да губат и византиците желба за борба и Да. веќе после тоа настанува тотален Тие биле- хаос за тоа што Мехмед ветил дека 3 дена ќе се плечкосува градо. Да. Единствено што успеал да спасе како султан е луѓето што нашле прибежиште во црквата Света Софија. Денеска, нели, музеј Аја Софија. Да. Да, на сите луѓе кои што војници биле таму им фрлил пари и рекол еве ви од мене, јас ќе ви ги платам и робовите и се оставите ги вие луѓе, не ги дирите. Сепак имале респект, сакам да кажам и кон христијани и кон сите. Да, мислам Сепак дека натаму треба тактички да размислуваш, бидејќи гледаш политичар како размислува. Тие утре ќе ти бидат поданици и треба данок да ти плаќат. треба да ти плаќи, треба да си Ако е жив ќе плаќа, ако не е жив немаш Мислам кара дека да завршната сцена од серијата беше он како лава, значи не ја демолира црквата, Да, иако да, нели не, па тука е не, било не, христијани и муслимани е било многу, да речем тоа е не тоа било причината, но тука е бил голем судер на идеологии. Тука религии, верски војни, значи такво нешто треба почнува да се спомнаме пред од крстоносните, значи да многу работи крстоносни, кои што да, влијаат значи на треба тоа. пред се символично Па не ја срушил. гледај И сега, кога се јас- мој само ако моја некако замисли јас што извлечене од филмот, нели не ја срушува Аја Софија, улава и седнува и мислам некако символично ме као да срушеше, не е имало да има толку голема символика како улезе и се нави у црквата, значи некако мене така ми е. Мислам дека и ќе седне и восхитено тоа што ќе го види, затоа што такво грандиозно архитектонско дело, може да кажам дека турците кои што нели османли, кои што биле пред се луѓе на степите таму не се ни виделе, не се ни знаеле да градат. И после тоа веќе почнува страшна градежна експанзија, у која што секој од султаните сака да го надмине претходникот и да се докаже со еве некое такво величенствено дело кој што ќе зборе за неговата
големина. Да. И има и после тоа огромен број на џамии кои што се изградени. Ама баш ситуацијата нели со султано и неговиот потек таму, сакам нели и на учениците им покажувам респекто кој што го имале муслиманите кон христијаните, затоа што нели еве денеска имаме разни случувања на политичко ниво, Да. на Идеолошко, војни, да. идеолошко, да, религиозно пред се кај што Да. нели исламски верски фанатизам доваѓа до израз, ама еве уште у тоа време се гледало почита и на пример самиот Коран пишува почитувате ги луѓето кои што имаат кои што се зими, значи луѓе кои што имаат верски книги. Христијаните Да. си имат Библијата и значи респекто кон тие луѓе е на Да. огромно ниво. Да. Значи освен тоа нели јари што ќе има робови и такви работи, колатерална штета, голем број на луѓе ќе бидат убиени, сепак имале голем респект кон црквата и соработувале со неа. Барем у првиот период, после веќе кога почнат да губат осмалиите, гледат од секој извор да црпат Од пари, се извор, така да да. се мени и политиката и нели сигурно се сеќаваш за исламизацијата. Прво била доброволна, па на крајот доваѓа присилно. Да, 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 да. Се типичен пример за тоа. Да. Нека ми кажувате на интересен, сега веќе тука збориме за демократи и идеологии, нека ми кажувате интересна приказка за прашалести студентите, да речем, учениците, која е најдемократска држава, кој била нели најдемократска држава? И сега нели тука кој беше некој тука си дигнале Америка, нели па тука е либерална, па нели Land of the Free, земјата на слободата, што сакаш можеш да правиш, нели Кип на сето. слободата. Како? Кип на слободата. Кип на слободата, да. И сега вие оставате да си зборате и тука некоја малку контроверзна изјава давате дека па најдемократска држава е била Османската, кажи го, Османската империја. Османската империја. И сега Реално, тука, значи, нели, малку рационализација позади тоа. Никој нема да сване сериозно пред се, нели, Да. окей, мојата национална припадност е турчин и сега секој ќе рече, Да. па Па сега, сега нормално. си ги бране своите или си ги Да. велича своите. Ама кога ќе направиме споредба, нели, у тоа што го правиле другите држави, нели, Да. говориме за освојување еве Америка, колонии, Африка, Азија, Мгм. било дека да е. Јас алудирам на тоа дека учениците треба да запазат што е направено, а што е оставено после тоа. Да. И на Балканот ќе речеш турците 500 години владеале, што е оставено, ам што е направено од нив. Значи за 500 Да. години имаш држави кои што денеска си постојат, има народи кои што денеска си постојат, има култура кај тие народи, има Има традиција кај јазик. тие народи, има религија и пред се сите имат јазик. Значи, османите биле толку либерални што на сите се им дозволувале. Нормално, нели, политика на државата, административен притисок, даноци, тоа нормално дека убиства, востанија секи има. Ама начинот на кој што еве ги толерирале сите, да кажам, христијани тука, укажува на фактот дека ајде, нели не Да. биле толку лоши како што ги прикажувам. За разлика од некои други кај што еве гледај, колонии зборат француски, колонии зборат англиски, колонии индијанци збореме Америка, Да. денеска живеат у резервати, у се такви работи, значи доволно Превземана говори за култура, тоа. превземан јазик, да. Да, која каде религија и како има, значи. И многу работа изоставена историја од многу, да речем, пример американски ученици. насилната рана забравена, Да. значи тоа е тоа што да Ние кажем. нека спомним на бројка од 20 милиони индици убиено, јас нека Индијанци. индијанци убиено, јас пред некој време прочита некои 100 милиона и сега не знам баш од прилика колку е тука реалната бројка, ама не се неколку Тешко- илјади. Секој Тешко е случај. да се каже, значи појде од тоа дека Колумбо ја открил Америка 1492 година, па после тоа почнува значи масовна колонизација и како се населуваат на тлото на Северна Америка, веќе таму почнува нели со желба да се шириш, мора на сметка на домородното индијанско население. Нормално. Сега веќе таму бројки не можеме да сванеме за тоа што Не победниците имал. пишуваат историјата и баш никој тоа. нема да ти каже на тебе реално колку били. Нема се или фали како никој били. со тоа. Па мислам дека и не е факт за фалење. Беше видел еден пост, некој беше шернал, сега моментално многу работи се актуелно во Америка и со некои работи се согласувам, со некои не многу е комплициран таму темата, не е ни моје место да зборам, пошто ни живеам, ни плаќам данок таму, ни имам некој реален удел, што не можам да сменам ништо во Америка. Ние тука не можеме да сменаме непо во Америка. Можеме. Па, Ако сакаме. да речеме драстична промена некоја нема. Зборувам беше дека имаше Сега ќе те прекинам веќе тука ако Ајде. сакаш, 4-та година да сум те предавал, ќе сме училе за Махатма Ганди и ќе сум ти кажал дека човекот има кажано биди промената која што светот сакаш да ја видиш во светот, значи се почнува од тебе. Ние сите викаме дека ништо не може да се промени затоа што не се ни погледнеме во огледало да почнеме ние првите да се променуваме и тоа ние како размислуваме да ги натераме другите да се однесуваат. Тука е поентата дека секој чека некој друг да преземе првиот чекор, а не почнува од себе си. Сами од себе си. Ако Да. сите почнеме од
себе си мислиш дека ќе има реална шанса на некаква Па, промена, одма- било каква зборам, Одма тука не ќе мора да го кажеме, значи па, политичка. Нелсон Мендела, значи човекот Да. вика колку пати и да паднеш, не е Нелсон важно. Мендела. Важно е колку пати ќе Станеш, станеш. да. Така да у животот треба тоа да ти биде водилка. Колку пати и да се обидуваш, ќе доживуваш еден куп неуспеси. Спомнаме Да. преска испити, оцени се. Не е секој пат одило Да. подмачкано како М. мет и млеко. Значи Да. некој пат и мало и тешки моменти и напори, ама мислам дека со труд и воля може се да се постигне. Така. Преска само сакаше се довршам мислата за Америка дека е вика Америка е вика држава изградена на украдена земја. Да, изградена на украдена земја, изградена од украдени луѓе. Значи буквално нели европејците што не се биле американци, а британци да, се да. европејци, шпанци, Сите, кои се сите нели сите што се Западна Европа, така, сите- најголем дел. така сите што се преселиле, сега превземале, буквално се украделе Тука целата интересно територија. кажа украдени луѓе, значи Е, така. кога зборуваме за робови, типично Да. одеш, взимаш ги, крадеш ги и ги Да. доселуваш. У историјата на робството не е било само робство према црнци, пример, нели да си имале мислам дека да речем најскорашно е робството од црнците нели у Америка или 700 или 800 година, не знам тука или 800 и 1863 е донесен декрет Абрахам Линколн ги ослободува Абрахам за да Линколн. ги искористи Да. во војна. пред тоа имало робство, мислам и не само на црнци, туку имало робство на историјата и на бели луѓе, имало робство на сега ќе вземам примеро, мислам дека Египет, египјаните се биле кога се оградили, тоа се биле, мислам, роби, луѓе што се од иста раса што се биле. Управо ли сум до некаде или? Ден денеска е дискусија за тоа кој ги градил пирамидите во Египет. Значи правиме Аха. има некаде разлика од 1800 до 2000 и кусур, тоа се 4000 години. Значи зборуваме за деспотско општество и робовладетелско, ама гледаш после 4000 години истото се случува. Ама поентата е дека е жално тоа што се правило во времето на робовите, збориме за Египет. Ден денеска сакам да кажам дека се дискутира околу тоа дали се робови кои што ги градили пирамидите или биле платени мајстори. Стварно? Поносите Ден нели денеска се пронедени таму гробници околу пирамидите, у кои што се нели скромни, ама добро. кои што има наоѓано голем број на костури со алати и со други работи кои што говоре за тоа дека станува збор за некакви Платени. мајстори, Добро. фактички мали кукички што зборе дека цели семејства, фамилии се живеале таму. И сега тука прашање е дали се стварно? биле робови или фараоните ги плаќале тие луѓе за да изградат такво нешто величинствено кој што е ден денеска го каква цивилизација и какви постигнувања има. Да, па не, генерално мислеше на луѓето што се ги влечеле камењата, што се качувале, што се дигале физички, да речем, што се имале па што тугај. Сега врне се Денеска, ментално, ако врне не- се ментално, у Платот тоа, нема да не, можеш. врне се ментално, ме е многу интересно. Врне се ментално, да речем, замиш, врне се ментално. У тоа време што се дешало. Значи, имале се луѓето, не се трчале те вај некој голем бизнис да направи, вај да го прошета свето, вај да го смене свето, вај да се бори за тај правото. Тугај се сите луѓе работеле, што ќе правиме? Ништо цел живот пирамидите ги правиме. И само тоа. И тоа е. Што правиш те на пирамидите? И се нели имале се, нели знаме египјаници имале трговија натаму се, ама колку бил така на некој начин сега многу симплифицирам, ама едноставен живото или не си имале многу милиони, не се знаеле за свето, не се биле преполни со информации као сега што сме со телефоните цело време. Тука има само една поговорка. Ни Да. рај видел, ни за рај да плачеш. Едноставно така. Баш така. Значи, убаво кажа, границата е тука. Нил, Црвено море, Средоземно море. Натаму видиш, може би имаш љубопитен Да. си, ама страте е да се одлучиш да одиш. Да. Така да ќе си седеш тука. Да. Иначе има, значи, голем број истражувачи од тој период што направиле, дури се вика дека египјаните биле првите морепловци што ја заобиколиле Африка. Стварно? Да знаеш дека се претпоставува тоа за тоа што тргнале од делтата на Нила се врнале по Црвеното море. Така да, цела Африка и тоа за 3 јасно. години успеале, се претпоставува. Да, Замисли така да тргнеш да не знаеш кај одеш и да Точно, и само точно. мислам не знаеш кај. Одиш по бреговите. Копното по левата страна и оди само додека има копно Епа, и врти и за 3 години. Колумбо кога тргнал како си вика, одеме во непознатото, тера инкогнита. И Па тргнуваш. нели прво е мислел дека е стигнал у Индија и затоа нели не знам дали мит или стварно за тоа си ги наречеле баш индијанци. И сега ние А сметале дека земјата е толку дали помала и Да. дека директно Ќе од завртат. Европа ќе стигнеш до Азија, фактички до Индија. Ама не знаел никој дека има такво копно. нели било у тоа време веќе предпоставена, да речем,
Не площина, ко се викаше периферията. Ко се викаше на кружница? Диаметър. Не диаметър. По кружницата какво одеш? Периметър да речем. Да, периметър на земята. Колко е? Да, баш колко е. Колко е. Мислям дека нели уште Коперник или некој друг, или Питагора, или некој од тие античките. Без точни мерки тешко. Без точни мерки. Зашо мислам дека уште много много близко се. Аха, ясно. После това вече други физичари това. Ама това е друга област. Не се мешам. Да не збораме само... си викнеш. Да не збораме само за история. Додека си тука, и аз имам някои признания да направя. Малко неочековано. Не е битно. Те и Сара се мръща буквално во изведи, вай ще вика картата от под, кажи го, от под ръкава я вадам. Ако си ти са ръкавите? Ако си ми за ръкавите. Втора година средна школа, на предходния подкаст го дискутираме во, ке го слушнеш. Имахме прожектор. Памтам, давахме презентация. И скявате ли съм на тая презентация, на коя шоя беше ставила како Сара правим Сара слушай. Чувате ли? Слушай Сара. Правим презентация и сега беше некако ние да правиме двајца за наредната лекция или за предходната, така нещо беше идеята. Да направим презентации и сега да ги изпрашуваме другите, да направим прашање, и изпрашуваме другите и нели да стануват други луѓе да одговарат и дали на база на тоа нели дали се проверува дали за оценка. И сега ние измислиме, јас си дали со Јордан сме го дали, не знам со кој, беме направили, викам ќе ставим, Джокери. Како милионер, сваќаш ќе ставим Джокери. И Джокери да се извинете за тоа. Не беше моја идеја. Вие употребите Джокери како милионер. Да, добро, извинувам се, не е било тоа моја идеја. Мислел сум, вие имавте Джокери нешто, годината 3 Джокери или нешто, такво ли беше? Не, 2. Едно полугодие, прво едно второ. Аха, ясно. Добро, сега, отдам, той бил за мен пред 4-5 години. Еден за цял клас, ясно. Еден индивидуален, еден колективен. И сега викам така. А това да не ме малтретирате пред братата, професор, сакам да се извиним. Овака той си Джокер, изкористо ми готово. Да. Чиста сметка. И сега правим презентация, викам аз ќе ставам Джокер и сега ставаме нели 50-50 на едно прашање или сакаш да искориш 500. И се бираш 4-те, 2 се избришат. Или сакаш на PowerPoint. Или сакаш нели повеќе во кажи го нели 50-50 праша публиката и тука повеќе пријател и јасно место повеќе пријател имаше. Праша го професорот и ја тука фотошопирана слика од него, на слика вака со сакото, како нели кошулки нешто сако и тука мислам професор вика Тоа ми е предматурска да одам. Стара слика и тука не беше искористил Джокер. Ама да ви кажам, со тај потег многу ме замислите колку лесно може да се изманипулира со сликите од социјалните мрежи. Да. И тогава се замисли малку, викам дали да ставам такви работи, затоа што гледате вие ученици втора година, замисли некој што веќе многу подобро ги барате тие работи, како може да го злоупотреби, у било кој контекст да го употреби. Да речеме нели вие беше комична ситуација да ги насмееме, да ги реализираме сите у период на испрашување, што да речем мене ми се толку допадна, ама после кога подлабоко размисли суштината сето тоа води кон други работи кои што може да се затвори профила некои слики дека по-приватни, затвори да не гледат сите и крај. Да се докажем со изповеста, може? Ајде, готово. Извинувам. Втора година, нели, спрашуваме тука и сега при крајот на годината тука беше малку по-лабава атмосфера во оно. Пак ќе кажам, излезе телефон еден, викаше Samsung Note 4, кој имаше вградено инфраред бластер. Инфраред бластер е мало урече, кој е малку поек од старите инфрареди, со кој што се пренесуваа слики, ако ви текнува рингтонови. Кој што имаше мок да биде универзално далинско. Имаш апликации на кои што можеш да се одбереш дали сакаш телевизор, дали сакаш радио, дали сакаш клима и од HR фирмата дали сакаш прожектори да контролираш. Да, сега. Ви текнува. Сега на неколку наврати можно е да сум ве натерал да помислите дека прожекторот загрева. Со тоа што Ама сега јас ги кажам дека во е стара финта. Докажи се па јас да ти кажам. Тога излезе, значи пред тоа, значи немаше такви телефони и беше многу интересно. И сега знам цел клас знае и тука и сите мудро молчат. Да, и сите молчат мудро. И тука за мудрото молчење само уште една исповестил.
гасам го прожектори, сега сите правят се маймуни на луничови. Сега професор беше тук интересен. Сега цяло време настава он цяла година от таква негова ситуация, дали изпрашуване, дали нещо да скоро не те праша там, нали. Ако нещо гледаш телефона тук, нали, що гледаш ми ги нозите тук, ако на телефона си пишуваш, мислиш дека не гледа, ама ствари се гледа. И викам, викам сега малко, и ние да го ставим тук. И сега еднъжка, 2 пъти и трет път веки се откажаме. Тук един час го веме само да жирале. Това е сега истата ситуация, 4-та година 2002, аз кога беше ученик и купуват нов систем купуват. Добро. На професорка. И ке работиме на него, слушаме и сега по-релаксирано да биде, просто 4-та година ке пущаме и музика и се. Ама го гледаме и ние системо и другар ще седеше до мен и имаше исти таков систем. И сега ние имаме толкова напредни како вас на телефона, нали, да имаш можност да такви апликации да користиш, ама ние имаме исто Далинско. И на час сега вземаме Далинско. И само седеме и сега. Чакай, жолом, вие сте асфалтирали. И тук професорке, може ли да пущаме тивка музика? А ние предходно ставиме, нали, система беше такова со 30 дни, това беше напредно за това време. И ставиме на CD от тогава The Devils, не знам ако знаеш песна Dance with the Devil. На това време беше страшен хит. Добре. И пущаме релаксирана музика, си работиме, читаме и денъжка тап, гласа почнува да оди и сите, шо би дама сега, веке запознати сите други и сите глумат, шо би да вика со система. И професорката, леле, дай вика да го намалеме. И после трап, изключиме го, пущаме, леле, професорката почва да се секира, вика, во нещо, вика, предходно го факява, вика, ни дечки, они се го разсипали. И с такова ще ви кажа загря. И сега, шо направиме ние? Система, когато го включваш, беше аива се секявам, додека се включи, поминувате ни 10 секунди, нали, хеллоу, ова наява, имаше там нещо такви работи. Ние пущаме CD брой той, пущаме глас 25 и от еднъжка. Дес ви да дела, да гръме той и сите. Леле, готово, разсипа се радио. И връзката, леле, мора да го носиме на майстърфон, не биваме као на кай, нас не фана стра, сега викам здраво радио, викам майки го носят, дай викам да се кажем. И малко ни се полутия, ама ние сме били конверти, гледаш. Ке прифанати професори. Сега не дека сме били, нали, сега да губиме строй и професори, ама и мало е такви нека за африканци в наше време. Ние чекаме 5 години пред да ви кажем, за да знаем дека сме надвор била каква юрисдикция. Да речем, нема екстрадиция. Не съм го знаел, я можел да се почудам, леле, шо ме бидела, викам. Едно по едно. И още нещо, днешка имам на вас направено така, башото ми беше интересен. Все у кабинето и беше под конец. Девица с хороскоп, познати са девица, по това ще се сетничари. Така перфекционален. Може мана, ама... За кой какво? И аз имам един таков баш от ваш характер. Пред да дойдем тук на влак, но имаше, не знам, мъчи се багимите да го фанам, дали штърче още да види. Мисля, ме не се познава. Добре, доста време така го ти го тръгнем после After Effects. Викам, не смеян там пред камерите, че се засрама, където професор се само паля. И сега улавяме на час сите един по един и сега вие работите нещо, ама с гръба завъртени на шкаголаваш у кабинето, с гръба завъртени на кинас. Да. И сега не знам кой е един от гяволите, некой гявол. Зърнцвекето има гръб. Како? Зърнцвекето има гръб. Не ми ясно. С гръб съм завъртен. Да с цвеке. Ясно. Не, мисля, некой изгрека викам. И сега, не сак това, има това. И сега улаваме ние на час, и вие с гръб завъртени и викам да направим нещо. Не нещо много скандалозно, ама кой ще стоя вака книгите, аз само изродира 45 степен. И се улаваме и се седнуваме. И само вие се въртате и сега тук от два страна, от левата страна ви са книгите, а от десна страна минат ученици. Значи не е дека некой закачнал я. Тук некой прожил е рака, он напозад ваш гръб, родирана е книгата и така оставена, намерно. И сега памтам, че аз седнувам и пригризал съм си го язико, значи го вка. Пригризам го язико, за да не се смям. Он ме е познал. И знам сега, само ще ги седнам, кога ги примете. Он ме ке скинира да видя кой какво. И само ще заврате и са не ми даде, аз погледнавам, мисля, не приметите така, значи гледам, вака, от десно, кон лево, насите вака, лицата да видиш дали него ги се насмене, че примедено. И само върна си книгите и така, мисля, че беше како така по-лека падентно въртение на книгите, като предупредуване за... Не знам, може не ми улезел. Нещо има.
Па не, Него како, такви. како да кажем, мокна перцепција или можност такви работи, значи се знам кај го оставам, како го оставам, у каква состојба Ја, и знам одма дека ако некој ми го допре тоа, дека Е одма допрено. ми е феќан. баш за тоа. Гледаш кој сум ми проценувал. Исто така и како студент, например, нели сега живееш со цимер, али се си делиш ово оноа, ама кој ќе наредеше там имаше 2-3 парфеми кои ги ставам и кога видам само дека е поместено, одма знам дека ми Дека е користен. Не по мирису, значи само по позицијата одма го видам и ај викам ќе му простам наше дете. Сакаше да прашам нешто малку на друга тема. Преска збориме за еден ваш бивш кираџија и спомнаме го со Ацката, спомнаме на првиот подкаст на Емил Арсов. Пеачо е бил по вашки, сега ми кажува некоја интересна случка, тука се славиле, како се славиле некој дебютирање на Макфест, Макфест беше, дебютирање на Макфест. Песната го И тука е интересна случка, кај што они се веселили или свиреле се и не се сакале да се закјутат после третата вечер. Вашата реакција е била, да речем како и тие порталите што пишуваат, неговата реакција не може не можеш да ја предвидиш. Еден иконски чин, кажувани го Емил на нас и вика, симнува се, вика човеко, вика, прв пат кажувани, вика. Те дечки смирите се малку, вика, вика дечки смирите се. Ние добро, ама нели, после тоа пили се зебјани. Втор пат се му со дечки, имам дете, кој беше Тарик, затоа ќе прашам по шо е, сигурно по некој влаетел Лехмидован, сигурно. Не, оно онака, Онака. Ајде, докажи се пак и кажа после. Значи, вашиот син Тарик е бил тогава малку по-млад или по-бебе бил. Е така, и нели треба да спие дето и сега гласна музика смета. Прв, втор пат, вика, трет пат симнува се. И вика, кажува, нема, вика, ние не деца. И вика, четвртиот пат, служи. И вика, ќе го кажеш ли ова? Или? Четвртиот. Така. И вика, четвртиот пат, симнува се, вика, ние пат тука, нели, криви завои, синтесайзери тука, хармоники се. И симнува се, вика, професор, вика, со бебето в раката, бебето плаче и ние такви, па нани криво, не знаме што да кажеме, нели, не знам криво ни, окей, професор, ќе да станеме. И вика, тоа не беше доволно, вика, извади 500 денара и вика, залепи и вика, начало. Вика, колко ни стана, вика, посраме се од срам, вика, колко ни била и така, символиката, тоа прескаше од кажа. Песните да ти кажам, нели моята бранша, ама што да правам, жена ми не ме пушташе, вика, мора да го спириш тари, вика, и ајде, аз и со детето видам, оно тучло добило намртено, викам, вода треба да спеја, ја викам, пестотка, викам, за свирача, викам, доста. Ама има многу појака сторија утре дента, вика, што се случи. Кажуј. Чу знак на извинување, Емил организирал вечера се и ајде, вика, професоре, дојди, вика, со сопругата, со детето. Нова сопругата остана со детето да го спива и ајде, ја викам, јас сам ќе одам доле и заседнаме се така забава се мабет и одам си едно време горе и си легнувам до спалната. Нова мојата сопруга има малку проблеми со видом. И сега она се разбудила некое време таму, сега не знам колку саат, од 2 или 3 или и одеднашка ја гледам станува. Возбудена онака. Мир, тишина, галама, завршиме се и викам, ај готово, толку Тарик пак ќе спи. И она станува, оде лево, оде десно, отвара врати, јас ја гледам, викам, шо прави, жена, викам, дека оде. И одеднашка отвара вратата надолу некако од никој нешто, викам, ќе тргнува ли доле ли да оде, викам, и свана дека ме бара. И јас викам, Ангела, шо правиш? И она се враќа, ти тука ли си? Викам, да. Ја па вики тргнеш да те бара, помисли доле си, вика цела вечер. Викам, не ли ме гледаш и става на очите, сега те гледам, вика, претходно не те гледаш. Викам, добре, така се насмејаме, викам, 2-3 вечери, така што, ама добро, веќе убаво си поминаме со Емил и со екипата, што беа супер, прекрасни дечки. Моремо на како расположението подига, не секој ден, ама преку еден ден. Убаво. Добре, нели, како викаме, кој пее зло не мисли? Така. Барем со нив и јас се испробуваше, нели, немаше матурска на која што не сум пејал. Ако се сеќаваш. Сеќавам се да јас на една другарка ми јацката па ги свири секоја година. Кажува цело време. Цело време че микрофон. Оваа година короната ни зафргна, иначе ќе беше добра забава. Сега не знам како директор дали ќе се осудише да пеам. Сега малку е друга позиција. Малку друга позиција. Како некој швер донекна беше колега, ако саш колега сега директор и ќе има многу таму сторија, ќе рече да е директор на гимназија. Професор, зло не мисли, тоа е најважно од се. Професор, директоре Тамер, фала многу
за цялото изкуство. Фала много за отвоеното време. Значи аз ви извлеча у време, къде ще играе Барселона, Атлетико Мадрид и да играят моментално. Защо И пропуща? сега, да, не пропуща, второ полувреме, я ключи да го снимам, ки те го пущам. Ти си пратиш ме и за леджа, мене ме зафръкня тук да седам. Не, ќе ви пуштам да си одогледате второ полувреме на мира. И така, сега ще да изразам па благодарност на голема. Мислим като много интересен, малко така интелектуален, некој интересен мобет си направиме. Малко Луѓето, значи мислам дека може слободно уште 2-3 мисички да направиме, уште 2-3 подкаста да снимаме без проблем. От вас всеки път имам обед. Мислам много ми. Знаеш какво е, луѓето те гледат, еднашка си интересен, после веќе може да се. Просто вас не знам дали го Той историята не е всяка лекция е различна, така да трябва да биш интересен, за да привлечеш внимание. Да. Мислам, мило ми ще дойдете. Мислам, дека интересно беше, много ќе биде интересно луѓето што ве знаат, малко неко по да речем други приказки, некои работи што не е, нели по-лајто поштено, така строк, нели. Така не сум видел да се намршите 20 сат време. И така. Лично како човек сум многу позитивен, нели, почитувам ред, дисциплина за тоа, значи кажаме преска професорка да си ја спомнувам, значи целта на професорот е да ги научи децата. Ама ако има дисциплина и од нив желба за тоа, ќе ја постигнеш целта, ако не џабе ти е се. Така да зависи многу и од нив, зависи и од тебе се, пред се, нели, у каква средина се наоѓаш. Така да мене ми е чест, гордост што работам у гимназијата со такви деца, културни, фини, воспитани. Интелигентната способност на секој е различна, нели? Дали ќе биде двојка или ќе биде петка, тоа си зависи од ученикот, од неговиот интерес, ама пред се културата што ќе ја стегне, тоа ми е најважно. Да. Супер. Благодарам уште нешка и на поканата. Да се догледаме Атлетико Мадрид Барселона. Да гледам второ полувреме. Чао, дечки. Чаос. Гледаме.